Местото од каде што е посматран градот Охрид се чини дека е од непосредна близина. Уште повеќе кога во објективот на нашата камера забележавме и холандска регистарска табличка. Каде поинаку познатите холанѓанки би се движеле сем на периферијата на истиот. Арнама тајните не се долговечни, барем кога е во прашање вечерната емисија од документарната телевизија, каде што низ окото на камерата треба да го погледнеме охридското село Шипокно. Всушност предпоставуваме дека станува збор за холаѓани, а не за холанѓанки, зашто воспротивно ќе се востанови дека Шипокнани се всушност и добри љубовичи. Арно спомнатите жители на селото Шипокно се далеку од поимот љубовичи. Тамо почитува народе нема ни куќи, а понајмалку народ, а уште помалку некакви љубовичи. Но ете со оглед на пристапот, при тоа мислиме на неасфалтираниот пат и лошиот терен, кој што во нашите услови дозволи дури и пешки да го поминеме, е за оправдување дури и изгубената холандска табличка. А дека градот Охрид беше посматрано одредено возвишение и дека Шипокнани колку и да се гледаат Охрид од високо, го потврдува и оваа тераса, каде што импровизираните столици и маси го нашле вистинското место. За оваа гледка према Охрид и Охридското езеро сигурно е дека и вие, ако ништо повеќе, помислувате да е ваш. Ние забележавме дека всушност природната гарнитура од подавна не е искористена за седење, но и вие знаете, сезоната тек не идува. И ова рамниште, кое што своевремено доликувало на селско гумно, таму каде што се фрлила неколку житни појаси. Сега е обраснато со трева и потвор неколку сенки, го нуди благодетот само во пред малку спомнатиот облик. Ќе се сложите со нас дека сега седењето преку ова гумно е многу попријатно отколку некогаш кога се обработувале житните снопја. Ама белата женска повеќе не може овде да се испече. Ако веќе сакате на оваа природна тераса да уживате во гледката што ви го нуди Охридското езеро, тогаш мора бела повеќе да си понесете одредец. Сите објекти всушност во Шипокно се безмалку зидени од камен. Овде изгледа каменот го има во изобилство. Ние своевремено се почувствувавме дека се најдуваме на некое поднебје од некогашното заедничко далматинско поднебје. Толку го има што безмалку дури и домашните градини беа зидани со камен. Дека постои грижата за зачувување на објектите од ваков облик во Шипокно го покажа и пред малку видениот призор. Дури и сеното од последната сезона не е потрошено. Тоа значи воопштен заклучок. Овде може да роди се, па дури и сено, арно, ама за колко. Ова сено, засигурно, ќе послужи уште за неколку сезони. Тоа значи дека добиток всушност во Шипокно нема, затоа што нема и луѓе. Одејќи по трагите на некогаш наполнетите плевни со сточна храна, на прв поглед мислевме дека станува збор за бутинче, за правење маштеница. Ама посматрано друг агол, забележавме дека станува збор за машина за издвојување на булвајцата од житот. И овој импровизиран стол всушност представувал на некој начин работен стол кој што ги одржувал какви такви селските машини. Дури во долапот се уште стојат потрошени делови или резервни делови.
никогаш нема да бидат искористени за поправка на веќе старите и измоштени земјоделски машини, кои што барем денес воопшто не се потребни. Селото Шипок на всушност се наоѓа на источната страна, посматрано од градот Охрид. Само е на неколку метри возвисен, посматрајќи го главниот пат Охрид Светина Алма. Шипокно е испуштено село од причина што е суво. Настојувањата на жителите од ова село да дојдат капка вода било безуспешно. Сега истите по принципот на Коштанци ја бараат среќата таму некаде подолу на асфалтниот пат Охрид Светина Алма. Надевајќи се можеби како дел од градскиот водовод, ете во иднина нема да бидат жедни. А дека во селото Шипокно нивите и ливадите се широки еве доказ. Овде не само дека знаево да роди се што ќе се посее. Дел на објектите во Шипокно еве како се одржуваат во живот. Зарем оваа толпа на камен ќе ги спречат столбовите во облик на притка. Затоа ова куќа е во такова состојба. И покрај желбата на домаќинот да ги го продолжи векот на живење, чини ме не успел. Ние лично за себе баравме грешката за најавото распаѓање на овој објект и го констатиравме следното. Овде не се положени дрвени греди кои што на некој начин ќе го образуваат каменот. Додека се случуваше во поедини охридски села да ги броиме жителите на прсти, овде бевме оприлите и објектите, така добро држејќи да бидат изброени на прсти. Ако веќе постојат, тогаш навистина беше и ризично да се влезе во истите. Само погледнете го напорот на екипата на телевизија Морис, како воопшто успеа да се доближи до една влезна врата. Колку ли е сигурно? Ако се преживее, тогаш очигледно сигурноста е на наша страна. Селото Шипокно всушност го чинеле некогаш само 3 фамилии доселени од Велестово. Нешто подоцна истото се проширило и како ни тврдеа, во ова село имало повеќе од 50 објекти. Одејќи по спомените кои што можеби ќе го потврдеа овој податок и баш немавме многу среќа. Денес, верувале или не, ни забележав некако како чади само една куќа. Арно би рекла дека повремено уште 2 се активираат огништа. И ако направите воопште на математика, овде нема повеќе од 5 жители. Каде се луѓето од Шипокно? Луѓето од Шипокно се во населбата Свети Стефан. Некои во странствали се преселија бидејќи не му одговараше патот, па поработи државни поблиску и така се испреселија во населбата Свети Стефан. Ако желбата за подобар живот ги наведе шипокнани да бараат подобри услови за живот, тоа значи дека судбината на ова село е запечатена. Оди кон надолна линија, се истоштува, се празни и се пусти.
Каква е идината? Како ќе личи селото Шипокно утре со оглед на тензијата на празнење? Тоа сега пак овие некој сака да иде, кој што идете, во иде, имаме црква тука, во црквата па погреби едно друго, што треба, пак се враќат, идете овдека, па иде празник, Великден, Божик што виќе, пак се иде тука, се движат, се одржават. Али за работа не, бидејќи за ниште не работа никој. Ова беше домот на господјата Ангела Скаварска, која што од подавно сама живее. И единствениот ожек што чади нашиот домаќин, господинот Јовански Павле. Како ни зборува лошиот пат и сушниот терен, единствената причина што селото Шипокно ја најде судбината на повеќе македонски села. Се испразни и се испусти. Сијат овој народ што гледате во дворот од нашиот спомнат домаќин се всушност дојдени. Нам што повеќе ни остана туку пак да ги погледнеме спомените кои што ќе зборуваат за начинот на живење на Шипокнани. И затоа се одлучивме за уште едно патешествие во непознатото, во куќе на распаѓање, мислејќи дека токму тука ќе откриеме нешто вредно. Еве како е размислувањето на Шипокнани за денешниот живот. Дали сме во Шипокно или сме в град, ние живееме откупено. Овде единствено прошетката вреди, што може би по некоја гранка или праска ќе се внесе во домот и ете наеднаш ќе се престори во топол дом, кога може би ќе почувствуваме предноста на граѓаните. Помеѓу толку малку жив свет, за малку куќето Белко да го престориме во јунак, арно ама беше добар. Белко всушност ја чуваше најстарата куќа во Шипокно, таму каде што може би некогаш царувал и бегот, собственик на цифликот од синорот на атарот во Шипокно. Домаќините не знаја да ни потврдат дали и домашната фурна потекнува тоа време. Не се сомневаме дека казано за варење ракија е од посебно време. Инаку поднебјето во Шипокно е богато со овошки. И затоа овде, без малку, секоја куќа поседувала казано за варење ракија. Према нашето видување, оваа куќа уште не била своевремено завршена, за да ја започне собствената смрт. За наше несреќа и чуварите на спомени беа празни, или може би се чуваат во одајата на тајните.
До моментот кога успеавме да закриеме и да разоткриеме дека овде писменоста одела паралелно со купување на современиот начин на живење на Шипокнен. Иако ни рекла во Шипокно воопшто никогаш училиште и не е постоело, но воопшто не било далеко училиштето во Коминско. Шипокнени всушност се гордеа со својата писменост и со своето знаење и животно искуство. Напуштајќи го овој објект, беше за нас занимливо да ги погледнаме и подробските простории, а таму уште едно изненадување. Бочви, полни или празни, но со чаша. Ако се полни, веројатно и да се проба нешто. Овде е празно. А овде нешто протече. Дали е вино и колку години стоело во ова боча? Каква е ова добродошлица во дом без домаќин? Да ја почувствува таа топлина и да наздравиме. Квалитетно вино, кое што веќе неколку години е осамено во овој подрум. Спомените зборуваат во Шипокно наместо неговите жители. Што е тоа што допринесе селото Шипокно да се брише наскоро од географската карта? Односно, што требаше да се стори, а за да не избегаат жителите од ова село надвор од сопствениот татар? Па требаше прво да имаше пат, вода, струја. Демек потоа можеше да се обдржи да биде и со сточарство беше тука кај нас доста. Сега нема ни сточарство, патот е пак тежок и така се испреселија. Покажавме интереси и за духовниот живот во Шипокно. Во непосредна близина се најдува и црквата Свети Никола. Тамо каде што всушност се сите вечни жители од овој крај. Капитирањето на ситните извори е само желба Шипокнани да го оспособат со вода, макар селскиот храм. Кога заживеел храмот, односно црквата Свети Никола, од која година потекнува и колку сте вие наклонети према духовната македонска традиција? Па видите вие, ова црквата, јас не памтам и не знам од кога е онаквена, али јас откој сум од 37 кога знам, црквата беше со малка она покривка, икони што викаме натре, малку нешто средена. Па сега, која година или цвево е подновиваме, се понапра, па и ограда околу, па и натре и све, да се обнови црквата Свети Никола, да се створи. Овде откривме уште еден податок. Всушност, црквото гробје е проретчено, не од причина што во Шипокно нема жители, туку тоа е како резултат на стариот православен обичај гробовите да се користат семејно. Само што ќе биде најмалку 8 години отворен, пошто е закопан последниот починат. Скромните средства што ги поседуваат жителите на Шипокно
дозволиле храмот величествено да биде одржан. Со црковна трпезарија, како ни рекоа, во еден аго од овие простории ќе си го најде местото и црковната кујна. Деветнаесеттата година од овој век се спомнуваше помеѓу жителите на Шипокно како година кога е возобновен храмот Свети Никола. Со оглед на скромноста на иконостасот и иконографијата, Свети Никола до ден денес не е осветен. Меѓутоа, Шипокнани максимално го почитуваат, што е пак духовна вредност, кој што ја негуваат од колено на колено. Нешто оставиле и за подобрите вреди на Шипокнани кога е во прашање црквата Свети Никола. Зидната подлога е квалитетно обработена и до прва прилика, како ни рекоа, зидовите ќе бидат богати со икони, кои што, како веруваат во Шипокно, ќе бидат богати со икони и светци заслужени за ово поднебие. Зашто и ден денес веруваат дека нивното добро, сочувано здравје е резултат на грижата на апостолите и ангелите. Старите книги, каде што им е место во олтарот, се навистина стари, написани со старословенско писмо. Забележавте и сами дека всушност начинот на градење на шипокнанските куќи помалку се разликува од охридскиот начин. Ние предпоставуваме дека каменот како единствен материјал малку одговарал за широки оде и чардаци. Од тука може би произлегува традицијата, каде во секое каменовито место, всушност широкиот охридски чардак е малку запоставен. Односно, дали ќе останат славните мајстори на Шипокно за зидење со камен и дали нивната традиција ќе продолжи во недоглед. Со оглед на нивната блиска лоцираност, помеѓу старото село Шипокно и асфалтниот пат Охрид Свети Наум, ние веруваме дека оваа традиција ќе се сели од колено на колено. Прифаќајќи ја при тоа се разбира модерната технологија, а не како овој затегнувач на јаже. Zanimljiv е податокот за Шипокно дека таму всушност секогаш е проект. Денешниот ден пребогат со сонце. Максималната топлина што му ја подари на ова село, можеме да ја почувствуваме само ние присутни на овој терен. За толку години слободен развој не се успеа до Шипокно да се појде по асфалтна лента. Не се успеа да се развлече ножица, па Шипокнани да добијат макар само еден телефон. Не се успеа да се направат резервоари со помош на пумпи од градскиот водовод на неколку семејства, да им се даде малку вода за да ја гасат жените. Малку му се даде на Шипокно.
го напуштаат ова прекрасно место, ќе се сетуваат на лошите времена, кога се могло да им се даде. Замислете само колку е желно за љубов ова црно куче. Сите жители во Шипокно се всушност осамени, или барем така се чувствуваат. Господине Јовановски, вие Охрид од одредена височина го посматрите. Испеја дека Охрид е низок за вас. Како охриđени вас ве гледаат? Па и нани ми му се свиѓа. Ево има некој викендички праје, па иде чете, исто и тие некој... И тие кои како со празници во недела, доаѓа, па ево, пиши Шипокно, па одув дојде за Велесто пешки некој за Конјско, нагоре се шетаат и тие. Знаете што ме интересира, господин Јовановски, како постанало името Шипокно? Па тоа да ви кажам, точно и јас не знам. Како некој вика, отима во Шипинки. Добро, може би и вистинско. Па тоа, да ви кажам, тоа е точно. Кумат му знал тоа име. И па тоа, нарочите вика Шипокно. А некој имат и во карти, мислам, ти Шипокно ти постоват. Па сигурно постоват. Кажете ни нешто убаво за селото Шипокно, а не само оно дека водата ви пресушила сред лето, дека амбарите ви се испразнати зашто нивите се посни, дека стоката е проретчена зашто нема каде да се напои. Што може да се каже за Шипокно, нешто традиционално и вредно, што би рекле дека ете ако ништо повеќе, ова вино е имидж на селото Шипокно. Што е тоа нешто убаво што поседува во село? Во село порано беше многу убаво, кога бевме цело село. На Великден, ова Поленка што викаме оде, па играт, веселба, све беше тоа уџасно. Ово беше, имавме заслуг, празник Свети Никола, иде од Конско, од секаде. Онде да не можеш од народа помишмо, беше интересно, веселба имаше. Ето, разлегва сега. Секој на телевизија, секој по кафечина, она тоа го распусти, а вие ваши долу не се берете. А тоа убаво беше. Беше интересно, што се вели. А ке дојдеше Дојдеше се собери. сите празници што викаме водици Божи, па игрење топ, со тапанчина, со крнети, со све, тркалејќи И старите. сега на Светион се бере. Сега Пак, си се бере на Светион, пак, цело село. се бере, се береме исто.